Ова се настаните од денес. Стопирана бесправната градба на објект во старата чаршија. Инвеститорот ќе добие пријава. Годишна Охриѓанка загина на тротоар прегазена од автомобил, повреден уште еден пешак. Мерко прогласен за виновен за незаконито поставување директори на општинските училишта, казнет со 10.000 евра. Повторно одложено судењето за родилката од Дебар, која во Струшката болница остана без 3 органи. Иран користи касетни проектили против Израел. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 28 степени. Попладне се услови за врнежи од дожд. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и свежо време. Во сабота над поголем дел од Европа претежно сончево и топло време. На британските острови, делови од Франција, како и во областа на Пиринеите и Алпите ќе превладува умерено облачно и нестабилно време, локално со поројни врнежи и појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време. Во попладневните часови, поради влегување на влажен и нестабилен воздух од запад, се очекува локален развој на нестабилност, особено во западниот и југозападниот дел на Балканот. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 34 степени. Во Македонија во сабота посвежо утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, топло и ветровито време. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигнува брзина и до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат во интервал од 22 до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во сабота посвежото утро со утринска температура од 12 степени, во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и топло време со максимални 25 степени. Ќе дува засилен североисточен ветар кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Во Охрид во недела и понеделник ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 10 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 26, односно до 29 степени. Во вторник ќе превладува сончево и многу топло време. Утринската температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Евана, енергија, живот, иднина. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Стопирана изградбата на објектот во старата Охридска чаршија од страна на Државниот инспекторат за градежништво. Инспекторите при вонреден увид утврдиле дека габаритната зграда се гради бесправно, зашто на инвеститорот ќе му биде поднесена пријава. Објектот кој се гради во старата Охридска чаршија во заштитена зона на старото градско јадро е дивоградба, утврди Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам преку вонредна контрола. При увидот инспекторите констатирале прекршување на одредбите од Законот за градење откако инвеститорот вршил градежни активности без одобрение за градење. Во рамки на своите законски надлежности, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам донесе решение од вонреден инспекциски надзор со кое се стопира изградбата и го затвора објектот за понатамошни градежни активности. Против инвеститорот ќе се поднесат соодветни пријави согласно законските прописи, информираат од Министерството за транспорт. Оттаму посочуваат дека заштитата на старото градско јадро на Охрид е со цел да се спречат дејства, појави, влијанија со кои што може да настане оштетување, неповратно изменување, уништување или деградирање на споменичната целина. Токму за такви појави и влијанија алармира граѓанската платформа Охрид СОС, кога пред 15 дена посочи дека кон крајот на чаршијата се подигнува огромен објект кој според обем и големина одскокнува од околните објекти. Иако е дел од старото градско јадро за кое важи посебен закон, односно закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење, чаршијата е препуштена на стихијата и тука секој прави она што сака без никаква регулатива, реагира од Охрид СОС. Старото градско јадро на Охрид е составен дел од доброто заштитено како Охридско природно и културно-историско подрачје од 1978 година, како и од природно и културно наследство на Охридскиот регион, впишано на листата на светско наследство на УНЕСКО во 1980 година. Во тешка сообраќајна несреќа синоќа во Охрид загина 44 годишна охриѓанка, а уште едно лице е тешко повредено. Во нив, додека се движеле на тротоарот на Туристичка, наспроти гимназијата, удрил автомобил кој од засега непознати причини изгубил контрола, поминал преку кружниот тек, ја пробил заштитната ограда и излетал од коловозот на спротивната страна од булеварот. 22 годишниот возач на автомобилот е уапсен.
44 годишна охриѓанка го загуби животот, а 52 годишен скопјанец се здоби со тешки телесни повреди кога синоќа во нив удри возило додека се движеле на тротоар на булевар Туристичка наспроти гимназијата. 22 годишниот ИС од прилепското село Пашино Рувци со привремен престој во Охрид, управувајќи Volkswagen Golf со поголема брзина од дозволената од засега непознати причини, изгубил контрола на возилото при што преминал преку кружниот тек, удрил во метален столб и во пешаците. По синокешната сообраќајна незгода во Охрид, денеска СВР Охрид по налог на јавен обвинител го лиши од слобода 22 годишниот возач на патничкиот автомобил Volkswagen. И во текот на денешниот ден против него ќе биде поднесена кривична пријава согласно членот 300 од Кривичниот законник на Република Македонија, тешки дела во безбедноста против имотот и луѓето во сообраќајот. Повредените со возило на итна медицинска помош веднаш биле пренесени во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Синоќа нешто пред 23 часот во нашава болница беа донесени двајца пациенти со итна медицинска помош, од кои една жена на 44 годишна возраст, донесена во тешка коматозна состојба, при прием констатирано со проширени зеници, срцев застој и без сопствено дишење. Од дежурните колеги беше пристапено веднаш кон срцево-белодробно оживување, во неколку наврати проба на реанимација, за жал без успех, и констатирана е смрт кај пациентката во 23 часот и 10 минути. Повредениот маж во несреќата се здобил со сериска фрактура на ребра и фрактура на подколеница и е надвор од животна опасност. Со телесни повреди се здобиле и возачот ИС и неговиот сопатник, констатирани во Општа болница Охрид. По наредба на јавен обвинител, телото на починатата во несреќата ќе биде предадено на обдукција. Во тек е истражна постапка за расветлување на случајот, а основното јавно обвинителство побара 30-дневен притвор за возачот кој ја предизвика несреќата. Парична казна од 10.000 евра за струшкиот градоначалник Рамис Мерко за незаконското поставување на директори во 3 училишта во селата Лабуништа, Радолишта и Подгорци. Ова е прва обвинителна пресуда. Претходно Мерко доби ослободителна пресуда за набавката на аудито. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко доби парична казна од 10.000 евра за незаконско поставување директори на училиштата во селата Лабуништа, Радолишта и Подгорци. Судот го прогласи за виновен за кривичното дело несовесно работење во службата. Со оглед на тоа што обвинетиот досега не е осудован, судот не му изрече затворска казна, туку го осуди на парична казна, рече судијата во образложението. Фактот дека досега обвинетиот не е осудован, значи ова фактички ќе му биде прва осуда, водат кон тоа судот да се одлучи за, наместо да утврди некоја казна од оние потешките казна, затвор и така натаму, значи да се одлучи да го осуди на парична казна. Висината на паричната казна ќе биде определена на 100 дневни глоби и секоја од дневните глоби е во висина од по 100 евра. Според судот, Мерко го прекршил законот и именувал директори кои не ги исполнувале условите. Не бил објавен оглас, немале работно искуство од 5 години и не биле од редот на вработените. Овде, како што видовме во текот на постапката, од доказите се испостави дека никаде не е распишан воопшто конкурс. Некои од сведоците кажа дека и директно им пристапиле некои од членовите на одборот, обавиле разговор со нив, ги прашале дали сакаат да бидат директори и тие се согласиле. И овде не е спорно дека директорите си ја вршеле својата работа. Спорно е дали можеле да бидат избрани. Одбраната најави жалба, велат Мерко не го сторил кривичното дело. Жалба најави обвинителот, незадоволен од одлуката. Оваа пресуда се однесува само на 3 училишта. Во завршна фаза се уште 2 судски процеси за незаконско поставување директори, и тоа во основното училиште Браќа Миладиновци во Струга и во училиштето во Велешта, каде има и други обвинети за фалсификување исправи. Повторно одложено судењето за родилката од Дебар, која при породување во Струшката болница остана без 3 органи. Одбраната поднесе кривична против супервештаците од медицинскиот факултет, затоа што биле ангажирани надворешни членови. Второ обвинетиот, кој промени 3 адвокати, денес повторно одложи заради здравствени причини на своето дете. Оштетените велат се прави се за да застари делото и обвинетите доктори да не сносат одговорност. До сега е веќе јасно. Одбраната
нема теза како да ги ослободи своите клиенти. Они ќе одговараат за стореното. Единствено само нивни спас е застареноста на кривично дело, што лично мислам дека нема да се случи. Или моите две деца што чекаат дома и чекаат здрава и права мајка, ова одложување, ова судење, одење на да застари делото, значи тоа влија и врз моето психичко здравје, и врз моите деца, и врз мојата фамилија. По 7 пат во недела ќе се одржи меѓународниот хорски фестивал Гласот на Охрид, организиран од Охридскиот градски хор Vox Lichnidos. Фестивалот ќе собере различни хорови, а публиката ќе може да ужива во различни музички жанрови, од класична музика до современи аранжмани и да биде дел од магијата што ја носи хорската уметност. Со годинешното фестивалско издание ќе биде одбележан јубилеот 100 години од раѓањето на македонскиот композитор Кирил Македонски, автор на првата македонска опера Гоце. Фестивалот ќе го отвори младиот Александар Гавриловски на пијано. Ќе настапат 3 ансамбли од Србија, младинскиот хор при Средното мужичко училиште од Ѓаково, Косово, а од Македонија учесници се женскиот младински хор при МКЦ Скопје и мешаниот хор Драган Шуплески, предводени од диригентот Сашо Татарчевски. Меѓународниот хорски фестивал Гласот на Охрид ќе се одржи во Катедралната црква Света Софија, со почеток во 19 часот, а влезот е слободен. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.